Штипскиот градоначалник Илчо Захариев заработи кривична пријава за злоупотреба на службената положба. Пријавата до основното јавно обвинителство ја доставува СВР Штип со образложение дека Захариев склучил штетен договор со фирмата Актива, со што и овозможил да се стекне со противправна имотна корис. Во пријавата се наведува дека Захариев пребил неплатени парични средства во висина од над 1,5 милиони денари по основно уредување на градежно земјиште за парцела на булеварот Гоце Делчев. И наместо да изврши наплата на парични средства во висина од 1.899.918 денари за уредување на градежно земјиште за изградба на објект со локација во индустриската зона Запад во Штип, која во урбанистичките планови постои од 2014 година, пријавениот наплатил само 332.299 денари, со што и нанел штета на општината Штип. Штипскиот градоначалник Захариев, кој повторно кандидат за градоначалник номиниран од неговата партија ВМРО ДПМН, вели дека ова е ефтина и валкана политичка кампања, која спроведува Министерството за внатрешни работи, со цел да му го подигне, како што вели тој, рейтингот на кандидатот за градоначалник на СДСМ Благој Бочварски. Појаснува дека во 2004 година фирмата Актива на булеварот Гоце Делчев за парцелата каде што е изградена првата фабрика има платено комуналии, но не добила дозвола за градба, па фабриката ја изградила на диво, а со законот за легализација го легализирала, со што во овој случај општината требало да ги врати парите за комуналии. Значи, општина Штип требаше да биде тушена од Актива, 3 милиони и пол евра да ги врати, значи тоа е јавното предпријатие Штип проект, да ги вратиме со камати, но за среќа Актива почна да гради нов погон, тоа Актива Automotive, значи таа истата компанија, во индустријска зона Запад направи идеален погон кој работи со Ван Хол од Белгија и нормално тоа беше шанса да ние се пребиеме со нив, односно, бидејќи за објектот кој беше направен во 2004 година, зборуваме тогаш не бев градоначалник, значи за 2005 година, со законот за легализација тој објект е легализиран, си платил регуларна легализација, висеа 1,5 милион денара за преддоговор за платени комунали. Захариев денес на медиумите им ја покажи и папката, во која има 40 истраги на МВР за проектите кои тој ги реализирал, но сите се отфрлени. Овој предмет според него е кристално јасен и смета дека не ја злоупотребил службената положба, туку општината е спасена од тужби и наплата на камати. Бара истражните органи докрај да го истражат предметот, бидејќи е категоричен дека нема никаква злоупотреба на службената положба и не направил штета на општината.